Добро утро, 30 мај, понеделник, 9 часот точно, вистинско време да го започнеме првото издание за оваа работна недела на Ново во градот. Јас сум Јована Костадиновска, а денешното издание го започнувам заедно со мојата колешка Ана Трајчевска од Битола, со Ристе Нејковски од Охрид и со Боби Јанковски од Гостивар. Веќе знаете за кои градови станува збор, што ќе слушаме денеска, кои новости ќе ги слушнеме од Битола, Охрид и Гостивар. Добро утро, колеги, да стартуваме уште една работна недела, како што си е редот, со најновите информации, благодарение на вас се разбира. Започнувам со Ана Трајчевска. Добро утро за тебе. Ана, денеска ќе ни ги представиш активностите, проектите и идните планови на Пелагониско-Планскиот регион. Деталите се кај тебе. Повели. Добро утро од Битола, добро утро од една од канцелариите на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Пред се, Јована, ќе ти посакам добар и пријатен ден и пријатна работна недела. Се надевам дека до петок ќе се дружиме барем уште еднаш, да го споделиме со нашите гледачи, се разбира, она што пред скоро време им го ветивме, а од друга страна пак да ги информираме за се она што се случува во Битола. Токму како што кажа, денеска ќе поразговараме за активностите и за проектите на Центарот за развој на Пелагониски плански регион, а пред неколку недели токму во емисијата Ново во градот јас кажав дека овој центар е токму една од институциите која што неуморно работи во текот на целата година и спроведува низа проекти со цел да се подобри животот на жителите од овие 9 општини кои што се дел од Преспанско-Пелагонискиот регион. Се разбира, повеќе на оваа тема, мој денешен соговорник е раководителката на Центарот, госпоѓа Емилија Героска. Пред се, добро утро за вас, добро дојдовте во емисијата Ново во градот на телевизија Нова. Ви благодарам за оваа посета во нашата канцеларија. Добро утро и до вас, а се разбира и до вашите гледачи. Кога станува збор за работата на Центарот за развој на Пелагониски плански регион, јас слободно можам да кажам дека навистина има многу да се зборува и може да се пофали вашата работа. Ете, на некој начин представувате пример за сите останати институции. Изминативе години навистина спроведовте голем број на проекти во сите 9 општини, кои што верувам дека се од огромно значење за жителите, а исто така и во моментов се наоѓате во една градежна офансива. Еве, на самиот почеток би сакала да споделиме со нашите гледачи кои се оние проекти кои што изминатиот период ги работевте или проекти чии активности се веќе во тек? Пред се благодарам на убавите зборови и би го повторила оно што секогаш го кажуваме во соработката со нашите донатори, но и со нашите оснивачи, тоа се 9 пелагониски општини. Понекогаш би рекла пресудна е мотивацијата и волјата за нештото да се сработи, отколку финансиските можности, кога сите ќе се посветат на една работа, навистина искрено, некако сите коцки се сложуваат, се склопуваат и нештата еве успеваат. Се разбира, за тоа најголема благодарност должиме токму кон донаторите, затоа што се активни и се уште, да речам, за странските постојат и работат во нашата земја, но морам да нагласам дека и националните фондови, пред се програмата за регионален развој, преку Министерството за локална самоуправа, од година во година го зголемува својот буџет и тоа на некој начин ни овозможува дури и 2 пати во текот на една година да имаме еден нов циклус на проекти. Најголемата промена во нашето работење се случи минатата година со тоа што платежната агенција, односно Националната агенција за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, практично ги отвори своите фондови за нас. И токму таа програма, од која што успеавме да добиеме финансирање за 10 проекти во вредност од околу 1 милион евра, ја одбележа практично 2015-та, еве се уште и 2016 година. Станува збор за проекти кои што се видливи, кои што се инфраструктурни зафати, кои што значат целосно нова изградба или пак реновирање на постоечки објекти и кои што директно обезбедуваат некоја нова услуга или пак го зголемуваат квалитетот на веќе постојната услуга за жителите на Пелагонискиот регион. Би ги споменала согласно тоа нели како се имплементира, веќе го завршивме проектот за
уредување на излетничкото место Сапунџица, тоа е спортско-рекреативниот центар Нижеполе. Знаете дека таму беа воведени нови содржини, значи неколку нови платформи со цел овозможување на посета на тоа место во сите месеци од годината. Поставивме осветлување вдолж скијалиштето, вдолж патеката, целосно го реновиравме и надградивме објектот, кој што е познат нели како чајджилница, и практично со изградбата на детскиот парк, платформата за излет во лето, со поставување на скари и останата опрема, поставување на дополнителен број на маси, понатаму амбиенталното уредување, хортикултурното, осветлувањето на местото, овозможи да тоа излетничко место е едно многу пријатно, современо катче, секако беше популарно кај повеќе од жителите од Пелагонискиот регион, пред се битолчани, новачани, меѓутоа и ресенчани. Сега веќе мислам дека ќе привлече уште поголем број на луѓе, но сега и веќе ќе собере поголем број на луѓе кои што ќе можат да уживаат, да се разладуваат во лето, зима да скијат и така натака. Значи еден проект кој што навистина допре до жителите на Пелагонискиот регион, бидејќи тоа е она што го сака и што им треба. Останатите проекти се однесуваат пред се на изградба или реновирање на домови за деца и млади. Имавме еден таков во општина Новаци, кој што исто така е завршен. Се направи еден прекрасно уреден, современ простор со 2 сали за по 50 луѓе, кои што мултинаменски ќе се користат, дополнителни сали за клубови, канцелариски простор. Значи една мултифункционална зграда која што ќе го собере севкупниот социјален, општествен живот, би рекла, на општина Новаци, а се разбира ќе го користат и за манифестации каде што имаат посетители и од другите места. Во Могила слично, но на отворена сцена, во комплекс на нивниот спортско-рекреативен дел во селото Могила, значи, каде што е опфатена таа летна сцена со комплетна аудио и визуелна, односно видео опрема за сите нивни манифестации кои што ги одржуваат, комплетно опремување, нели логично, со столчиња, бина и така натака. Понатаму во Ресен, многу интересен и би рекла многу убав за око еден проект на многу голема површина. Се воспостави, се изгради целосно ново спортско-рекреативен комплекс кој што е веднаш до гимназијата. Во Ресен се наоѓа на една многу убава локација и практично покрај можноста за културни настани, бидејќи се ревитализираше нивниот амфитеатар, таму се направија тениски игралишта, кошаркарски, ракометни, видиковци, патеки за џогирање, хортикултурно осветлување, голем паркинг, пристапен пат. Буквално се осмисли еден комплекс кој што целосно, комплетно се изгради и кој што ќе може не само да се користи за организирани манифестации, туку и за рекреативни спортски активности на самото население. Понатаму во Прилеп, во селото Конјари, се интервенираше со изградба на еден мал плоштад, парк, една површина на која што повторно ќе можат такви јавни случувања да се организираат. Во Крушево, на наше големо задоволство, комплетно се променува главниот плоштад, кој што е нели во центарот на Крушево, околу црквата, каде што сега се поставува гранит и тоа ќе добие еден сосема поинаков лик кој што соодветствува на она што е, би рекла, препознатлива архитектура. И токму тоа беше проект кој што и го побара крушевчани, затоа што за локалната самоуправа, претпоставувам и за населението таму е од големо значење. Во Битола се интервенираше во селото Кравари со изградба исто на дом за деца и млади, кој што понатаму општината се разбира ќе одлучува намената, меѓутоа и тоа е целосна изградба на нова зграда. Се надевам не пропуштам некој. Во Демирхисар се прави градско шеталиште, значи се уредува просторот вдолж регионалниот пат, кој што е многу фреквентен и го користат како пешачка патека луѓето. Мислам дека горе-долу ги споменав сите, се надевам дека не заборавив. Во Долнини, еве, тоа ќе го заборавив, исто се прави дом за деца и млади, повторно една мултифункционална зграда. Важно е да разбереме дека во руралните општини овие згради кои што во минатото биле домови на културата,
за жал во голем дел беа руинирани и не беа во функција. А од друга страна пак тоа е единствениот објект кој што е во јавна собственост генерално во овие општини и со интервенцијата сега од наша страна тие добиваат можност да уредат една мултифункционална зграда во која што сите активности кои што им се случуваат од најмладите па до највозрасните ќе ги сместат таму. И токму затоа овие проекти се од големо значење бидејќи многу голем број жителите ќе ги користат предностите кои што се овозможуваат. Така, потполно се согласувам со вас. Навистина станува збор за големи проекти кои што верувам дека ќе бидат од огромно значење за жителите. Она што би сакала да ставиме посебен акцент се новите 5 инфраструктурни проекти кои што ќе се реализираат во текот на 2016 година во рамките на програмата за регионален развој. Еве да ги информираме нашите гледачи за што поконкретно станува збор, кои се 5 нови инфраструктурни проекти. Убаво го нагласивте тој збор инфраструктурни. Имавме среќа, општините беа подготвени со техничка документација. Знаете, тоа е пресудно кога аплицирате за изградба или за реконструкција, мора претходно да ги имате поминато сите фази во делот на добивање на градежна дозвола. И тоа е еден многу силен, значаен момент кој што морам да го потенцирам бидејќи нашата успешност зависи точно од таа подготовка. Инвестираме многу во изработка на техничка документација и ние како регионален центар, но и самите пелагониски општини и еве тоа ни овозможува подготвени да ги дочекаме новите фондови. Оваа година програмата за регионален развој ќе финансира 5 проекти инфраструктурни кои што сите имаат регионален аспект, а се нормално физички лоцирани на 5 од нашите општини, односно на 6 впрочем. Значи станува збор за проекти кои што директно имаат инфраструктурни зафати. Ќе отпочнеме со продолжување на уредување на коритата на реките Црна и Шемница, тоа е во општина Могила и во општина Новаци. Тоа се можеби во рамките на целата приказна од аспект на должина, големина на овие реки мали, но исклучително важни интервенции затоа што интервенираат на места кои што се критични точки и директно помагаат во превенирањето од поплавите кои што минатите години ни се случуваа. Понатаму во Прилеп ќе работиме на модернизација на регионалниот пазар, многу слично на она што го правевме во Битола и се уште се случува. Значи реконструкцијата, реновирањето на битолскиот зелен пазар, сега ќе го правиме истото во Прилеп. Во Ресен, доколку се сеќаваат вашите гледачи, направивме едно големо осветлување на клучката што е популарно наречената клучка Макази, кога од Битола одиме за Ресен. Го продолжуваме овој тренд. Сега ќе бидат осветлени клучката во населеното место Претор и Крани, 2 исклучително посетени туристички места во текот на сезоната и мислам дека осветлувањето на овие собраќени клучки ќе биде навистина, ќе има голем ефект. Понатаму продолжуваме во општина Долнени. Таму сигурно сте запознати, се случува еден многу важен фестивал со голема традиција, тоа е ПЦ Атанасовски, единствен од ваков карактер во нашата земја. И досега се случуваше горе-долу, да кажам, по спонтано да се изразам, ако е тоа вистинскиот збор. Сега би сакале да дадеме малку структура на просторот. Ќе биде, значи, комплетно уреден просторот каде што се одржува и поддржан со комплетна аудио опрема и мислам дека овој фестивал тоа го заслужува. Општината тоа го бараше од нас веќе 3 години со ретиеве. Конечно успеавме да им излеземе во пресред. Така што мислам дека ги споменав сите 5, останува уште еден 6 проект кој што се однесува на општина Демирхисар. Се обидуваме и за него да изнајдеме средства и кога тоа ќе се случи секако ќе информираме. Така, кога станува збор во однос на финансирањето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, морам да кажам дека важите за институција која што се финансира речиси од секој повик, речиси да нема повик каде што вие не сте аплицирале. Тука би сакала да ги спомнам и домашните и странски донатори, а вие сте институција која што е примери за одличната меѓугранична соработка. Освен овие проекти кои што пред малку 5 нови инфраструктурни ги споделивме, кои други активности се планирани во идниот период? Особен акцент ставаме на нашиот новоотворен бизнис центар. Тоа е, би рекла, поместување на фокусот на нашето работење
од директно давање на услуги кон нашите оснивачи општините, кон бизнис секторот. Трендовите во Европа, во делот на регионалниот развој, веќе покажа дека ваквите регионални центри треба да бидат институции кои што на некој начин представуваат, најусловно да се изразам, сврталиште на сите заинтересирани страни од аспект на услуги давање за нив, но и од аспект на тоа колку секој од нас може да придонесе во тој мозаик, во тој севкупен регионален развој. Бизнис секторот се разбира е клучен. Отпочнавме од крајот на минатата година, тогаш формално се отвори бизнис центарот во рамките на нашата институција, портфолиото на услуги е развиено и досега имавме 2 успешни примери со една невладина и со една бизнис компанија каде што директно помогнавме да дојдат до соодветна помош. Во таа насока ГИС, тоа е Германското друштво за поддршка, продолжува да работи интензивно со нашиот бизнис центар. Конкретно сега се фокусираме на она што значи Smart Specialization, односно да видиме што е нашата компаративна предност и преку иновативни пилот проекти да можеме да го таргетираме, да го трасираме фокусот, патот по кој што овој бизнис центар понатаму треба да работи. Со изработката на оваа стратегија за иновации ќе биде имплементиран еден пилот проект кој што треба да покаже директно поврзување, вистинско, реално соработка помеѓу бизнес секторот, јавните институции, невладиниот сектор. Веќе процесот е во тек, мислам дека имаме исклучителен предлог токму за ова кој што дојде од нашите условно да речеме клиенти. И се надевам дека истиот ќе биде isfinansиран, па на тој начин ќе покажеме што би значило тоа ново вмрежување и работа на конкретни проекти. Се разбира, морам да ги споменам и регионот Долна Нормандија, кој што веќе 4-та година работат со нас. Знаете, тие регионални денови на култура и таа соработка во делот на културата со нив ја работиме веќе години наназад. Оваа година исто така сме во фаза на одобрување и дека таа ќе продолжи. И она што го најавуваме веќе 2 месеци, а сега би го повторила, преку проектот со UNDP, каде што ја поддржуваат мрежата за интегриран развој на Пелагонискиот регион, се организира една голема меѓународна бизнис конференција, која што ќе се случи во текот на оваа есен, крајот на септември или почетокот на октомври, каде што многу прецизно ќе се таргетираат бизнисмени од областа Измир во Република Турција, кои што треба да дојдат овде и да одржат низа средби со нашите бизнисмени. Така, господја Геровска, ке ви се заблагодарам за овој разговор и за времето што го одвоивте пред се. И на самиот крај ќе ви посакам уште многу реализирани проекти во иднина. Се разбира, ние сме тука да ги информираме нашите гледачи. Ви благодарам, се разбира и ние сме, како да кажам, задоволни, меѓутоа и среќни што медиумите ни посветуваат внимание, бидејќи секогаш велиме дека работиме и многу проекти во позадина кои што можеби не се толку интересни за вашите гледачи, бидејќи се меки, софт проекти, меѓутоа и тие се подеднакво важни затоа што ги зголемуваат капацитетите на сите чинители во регионот, додека овие кои што се видливи се поинтересни и за медиумите и за жителите, но на крајот од денот навистина важно е да се одговори на нивните потреби. Така, ви благодарам уште еднаш. Јована, тоа би било се со разговорот со раководителката на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Доколку имаш некое прашање, повели. Ана, ти благодарам навистина многу исцрпно. Господјата Геровска за многу проекти реализирани ни кажуваше, ни најави доста нови проекти, што значи дека ние навистина имаме плодна почва за работа. Мене само ме интересира кратко, како одлучуваат кој проект да го обземе нивното внимание, на кој проект да работат, дали можеби е тоа некој контакт кој што непосреден кој што го имаат со граѓаните, како одлучуваат кој да биде нивниот следен проект за работа? Така, господи Геровска, имаме прашање од студио. Како одлучувате на кој проект да работите? Ете, дали тоа е на барање на жителите, можеби дали е на барање од општината? Како одлучувате конкретно на кој проект да работите? Накратко. Ете, тоа во делот на онај процес кој што не е толку атрактивен за сите наши жители, но сепак е многу важен
и навистина многу прецизно и убаво прашање. Се она што центарот го работи, пред се мора да добие одобрување од Советот за развој на регионот, во кој што со најновите измени на Законот за регионален развој покрај 9 мината градоначалници од пелагониските општини мора да присуствуваат и представници од невладиниот сектор, бизнис секторот и заедницата на академијата, односно универзитетот. Но уште поважно е што ние секогаш потенцирам сме институција со мал број на вработени, а работиме проекти од најразличен карактер. Значи никогаш не се трудиме да продаваме занает на мајстори, напротив, се трудиме од мајсторите да научиме. И во таа смисла сите наши проекти произлегуваат од стратешки документи кои што се развиени со еден исклучително транспарентен и партиципативен пристап, односно програмирањето го работиме за 5 години, кое што потаму го работиме нели за едногодишни акцијски планови и дел сте биле многу пати од тие работилници, ама баш сите релевантни стейкхолдери од Пелагонискиот регион активно се вклучени и во процесот на планирање, но во зависност од програмата од која што бараме финансиски средства и во процесот на конкретното одлучување за тоа кој проект ќе биде аплициран. Така што можеби и оттаму излегува еве таа успешност која што ја споменувате, затоа што не само предлог проектите, туку и предлог решенијата доаѓаат од оние кои што ги имаат проблемите. Тие секогаш ќе ви ги кажат и најдобрите решенија. Можеби токму и затоа видливоста и ајде условно да се изразам популарноста на нашите проекти произлегува од тесната соработка со локалните чинители, затоа што уште во подготовката на проектите ја чувствуваат таа собственост кон проектите. Ви благодарам уште еднаш. Студио, доколку имате уште некој дополнително прашање, повелете. Немаме, Ана, ти благодарам на вистина, многу исцрпно и убав почеток за оваа работна недела. Се разбира со некој кој што реализира многу проекти и најавува нови проекти. Нема поубав начин да се започне една работна недела. Ти благодарам, ние ќе се видиме на крајот од оваа работна недела. Ја започнуваме заедно, ама и ќе ја завршиме заедно. Се разбира, гледачите ќе бидат со нас и ќе дознаат која тема ја најавуваме постојано и ќе бидат со нас и во петок тука на таа тема живот со недостаток, но сепак нормален живот. Ќе ни се приклучи и Ристе од Охрид, но тоа потоа има време до петок. Ти благодарам многу. Почитувани се, надевам дека го задржуваме вашето внимание. Останете со нас, ќе патуваме во Гостивар. Интересно е тоа што ќе слушнеме кои занаети се уште живеат во Гостивар. На сметката на некои кои што веќе ги нема, имаме јавување на нови занаети, се наследуваат занаети од дедо, татко, па син. Нешто повеќе од Боби Јанковски, бидете со нас, се враќаме за кратко. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите. Витаминка. За любов. Кога најмодерната технологија на производство ќе се соедини со 60 години искуство и традиција, се создава вистински квалитет за оние кои користат оптимално и оние кои сакаат максимално. Нови моторни масла Максима и Оптима од рафинеријата за масло Модрича, Нестро. Генатурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Генатурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Генатурал.
за долг и здрав живот. Боби, колку живее занаетчиството во Гостивар? Кои се занаети кои што се уште постојат и од кои што луѓе заработуваат во Гостивар? Така, Јована, малку да се вратиме низ историјата. На крајот на Втората светска војна во Гостивар имало регистрирани 500 занаетчи, додека после тоа овие занаети се во постојан пораст до 90-тите години, кога тогаш започнуваат да стагнираат. Денес во Гостивар вкупната бројка на регистрирани занаетчи изнесува 1334, кои извршуваат 68 различни дејности. Би направиле една споредба на занаетчиството, оние кои изумираат, но и можноста за нови кои се раѓаат. Така да во 70-тите години во Гостивар имало евидентирани 25 самарџи, 24 подкувувачи на коњи, но само две автомеханичарски работилници. Причината за сето ова е бидејќи имало многу малку автомобили, но во селата, во гостиварските села, во секоја куќа имало запрежна кола или гостиварски кажано коњска кола, така да селаните овие запрежни коли ги користеле постојано, но со развој на технологијата и автомобилството, овие запрежни коли биле променети со трактори и автомобили, па така да денес имаме само еден самарџија, двајца подкувачи на коњи, но близу 100 автомеханичарски и автоелектричарски работилници, 40 на вулканизери и исто толку автоперални. Така да ако некој изумира, има можност за нови занаети. Но постојат занаети во Гостивар кои што не изумираат и кои што се пренесуваат од колено на колено, како што и вие рековте, од татко на син па и дедо. Ние, еве, да не во интерес на времето би спомнале двајца часовничари кои ги посетивме. Тие велат дека занаето никогаш нема да ги остави без парче леп, секогаш има доволно финансиски средства, но ако ги запрашате дали овој занает има можност да изумре, тие имаат единствен одговор. Велат вака: дали сум го гледал филмот Валтер го брани Сарајево со Бата Живиновиќ? Велам да. Велат, тука имате еден часовничар, Сејат Капетановиќ, кој кога заминува таму каде што му е судено, му вели на својот чирак следно: изучи го добро својот занает, бидејќи се додека постојат луѓето, ќе се мери и времето. Така да овој занает, велат, воопшто нема да изумрет и истиот го наследили од своите родители, а го пренесуваат на собствените деца. Синот на еден од овие часовничари е електроинженер, а другиот син е професор, па по завршување на своите професионални обврски тие доаѓаат во овие работилници и продолжуваат да го негуваат она што им го наследуваат од своите родители. Јас и мојот снимател Јован посетивме околу 12 занаетчиски работилници, снимивме еден мощен, интересен и богат видеоматеријал. Се надевам дека наскоро нашите гледачи ќе имаат можност да го видат сето тоа во една видеорепортажа. Па еве еден мал дел, би ја замолил режијата да погледнат нашите гледачи. Занаетчиите особено се концентрирале во урбаните места и формирале ЕСНАВ, бидејќи занаетчиите постојано работеле со размена на добра изработка и тоа барало известно ниво на образованост. Во општествената херархија тие имале повисоко ниво од селанството и биле најдоминантни производители на производи за широка потрошувачка. Но кој е најстариот занает во Гостивар, а се уште ја врши својата дејност? Електронските сервиси се појавиле со појавувањето на радијата и телевизорите, садчиите во времето откако се појавиле часовниците. После изгледа најстариот занает е ковачкиот. Овој ковач својот занает го наследил од својот дедо. Вели дека тешко се успева да се закарпи месецот. Изумира и тоа многу изумира. Пошто на едно чумбе имаш 100 денара за работа. А треба да го направи, струја, тоа не го рачунаме, само за да преживееме. 30 години работам ова истата работа. Како е со работа? Изумира ли овој занает? Изумира е тоа како? Секој ден, помало и помало, ама работиме со сервисери повише, гаранциски овие. Поправате некое старо радио кое може би има 30 на години. А може би живеат ли уште овие радио? Уште ги имат, ретко многу, меѓутоа уште ги имат.
луѓето не сакаат да се откажат од нив. Не сакаат, има луѓе што и се многу барани, тие нарочито старите што се Косма и Никола Тесла, Грундинзи, стари ги барат, меѓутоа. Колкото луѓето доаѓаат кај вас, поправат часовници, имате ли можност да успевате ли да постигнете финансиски? Добро, задоволни сме. Без оглед на тоа колку светот брзо се менува, некои вештини секогаш ќе останат важни. Вештините за превод, презентирање, говор на странски јазик или вештините за брзо учење може да ви донесат голема корист не само во вашиот приватен, туку и во професионалниот живот. Сепак и овие вештини се еден вид на нови занаети. Боби, начинавме и кажавме дека има млади кои што го наследуваат занаетот од својот дедо, татко и така натаму го презимаат. Но колку денешнава генерација колку е расположена да го наследи занаетот, да го земе, да сака да работи занает? Вака, оној занает кој што потекнуваат од корени, од дедо, од прадедо, децата се раѓаат со тој занает и сакаат сето тоа да го изучуваат. Но во моментов се спроведува една владина кампања, еден владин проект, нели, финансиите си го чинат своето, државата нуди можност да секој занаетчија даде можност на некое друго дете да дојде да изучи занает. Владата предвидува 30.000 денари за секој оној кој што ќе го пренесе својот занает, а оние кои што ќе сакаат да изучуваат занает ќе добијат по 6.200 денари месечно во време од 3 месеци за да го изучат тој занает, а откако ќе заврши обуката и ако се одлучат да отвора своја работилница, ќе добијат грант неповратни средства од 180.000 денари. Во разговор со председателот на занаетчите во Гостивар, ни изјави дека огромен е интересот за занаетчите кои што ги отвориле вратите за младите. Близу 500 занаетчи понудиле својата работилница за да го пренесат занаетот на друго лице, но за сега во Гостивар само 5 лица изразиле можност за да го изучуваат било кој занает. Но, како што спомнавме, занаетите се пренесуваат од колено до колено и, како што напомнав претходно, ние посетивме 20 на различни занаети и стигнавме до еден фантастичен податок. Разговаравме со собственик на гостиварската мелница. Според неговите зборови, оваа мелница е изградена во 1620 година и истата представува најстара функционална мелница на Балканот. Истата е наследена од колено на колено, од татко на син, но на што е автентично е во истата градба која што била пред 400 години, истата е и сега, истиот камен, истите греди. Но и нешто што може би требало да заврши во историјата, да го поседуваме ние сите како граѓани на Гостивар, во таа мелница се наоѓа и првиот мелнички камен кој што се уште е функционален, но ја има завршено својата дејност, бидејќи покрај мелницата пред 10 години е прекинато да тече јазот, така гостиварски кажано, па собственикот бил принуден сето тоа да го започне да работи на струја. 40 на секунди е интервјуто на собственикот на мелницата, па може да ја погледнеме. Ова стари дрвја дека се не ова. Што ќе кажам е најстара дека. Не ова да што.
научавате ли на која година? Тоа било кај 1620 година. Че оваа мелница е повеќе од 4 века. Околу 4 века. И тоа е се ваше наследство од прадедо? Дедо, прадедо, татко, па еве и ние сме при крај поради тоа што веќе нема работа. Не сеат луѓето. До пред 20 на години беа полињата полни суши, но сега е тоа све изградено. Све е изградено и јазот е прекинат од 84-та, па моравме да пrenамениме со струја. Ова се истите тие камења. Истиот камен, ова што е, било со вода и сме го оставили кој ескона. Меѓутоа се уште е функционално? Функционално е, меѓутоа не го употребуваме поради тоа што сега по модерно, по надено покриеме тоа. Боби, навистина многу интересна, приказна и верувам дека исто и такви ќе ни донесеш со репортажата. Еве сега можам да ти најавам дека одвај чекаме да ја видиме. Ќе искористам да те прашам што има ново во Гостивар, што се случува ново. Еве најавивме и за неетите, ќе видиме и репортажа подетално, но кои се другите проекти кои што се случуваат во Гостивар? Па, во текот на изминатиот месец веќе информиравме за два крупни проекти кои што се случуваат во Гостивар, изградба на 2 стамбени згради наменета за социјално загрозени семејства, како и изградбата на мостот на Вардар, но на што во моментот се работи на подобрување на водоснабдувањето на Гостивар. Имено минатата година беше пуштена во употреба филтер станицата, за да годинава требаше да започне еден крупен проект, но малку политичката ситуација ги поремети сите тие датуми. Се подготвуваат изградба на промена на главниот цевковод од селото Вруток до влезот на Гостивар во должина од 8,5 километри, а следната година ова време треба да започне еден од најкрупните проекти во Гостивар, вреден 22 милиони евра. Ке се променува целокупната водоводна инсталација во Гостивар. Слушам разговори низ градот, велат како стоа, само што добивме ново асфалтирани улици, па сега повторно истите ќе се раскопуваат. Еве да искористам можност и да им кажам на гостиварци дека нема да се копат низ градските улици, бидејќи гостиварските тротоари се поплочени со бекатон плочки и истата таа нова водоводна мрежа ќе се поставува по тротоарите. Бекатон плочките многу лесно излегуваат, ќе се копа во широчина од 40 метри, ќе се постави новата водоводна мрежа, веројатно истовремено сите електрични инсталација, кабловските оператори, интернет, сето тоа ќе заврши под земја. Да се надеваме дека ќе биде запазен датумот и следната година дека ова време ќе започне овој проект, како што спомнав, потребни се 22 милиони евра. Локалните власти веќе имаат обезбедено околу 16 милиони евра, тоа се неповратни средства од европските фондови, недостасуваат уште 6, но мислам дека сето тоа ќе успеат да го средат. Така да, тоа е проект кој што се уште не е во јавноста целосно кажан, така да еве го најавуваме дека сигурно ќе се реализира. Верувам дека сите гостиварци кои што не слушаа ова утро, дека се израдуваа на ова информација која што им ја кажавте. Ти благодарам, Боби, многу за денешното јавување од Гостивар. Се надевам дека не ни е последно за оваа работна недела. Се што е ново, знаеш каде му е местото, во Ново во градот, за сите гледачи да можат да го слушнат. Ти благодарам многу. Почитувани, би сакала ова издание, прво понеделничко Ново во град, да го завршам заедно со колегата Ристе Нековски од Охрид. Ристе, имаме убави информации денеска од Охрид. Ајде со прво да се пофалиме. Која ни е новоста од Охрид? Најглавната новост е таа да издвоиме кои жители, кои граѓани имаа можност да се запознаат со Охрид, кои докаде се слушна за Охрид и всушност мислам дека и репортажа, добро да кажувам, така и репортажа за Охрид имаа можност да погледнат деталите. Така е, Јована, ќе ги запознаеме нашите гледачи на Ново во градот со најновите случувања од Охрид. Јас пред да ги поздравам би рекол добро утро или добар ден од Охрид, градот на светлоста, балканскиот Ерусалим, неоткриениот бисер на Европа. Во Охрид постојано нешто се случува, за Охрид некој постојано пишува. Од светски познати
медиуми, магазини, вестници, сите тие не останале равнодушни на оваа убавина што е зад мене. Сите тие овие епитети му ги дале на Охрид, го представиле Охрид со репортажи, со некои раскази за Охрид во своите магазини, во своите медиуми. Токму така најновата беше од најновата репортажа која беше направена за Охрид, но и за Македонија, беше на француската телевизија ТВ2 во утринската програма Теле Матине. Таму беа представени убавините на Охрид, на Македонија. Француските гледачи има можност да се запознаат со Охрид, но ова не е прва репортажа за Охрид. Охрид, како што кажав, е застапен во бројни светски медиуми, отпочнувајќи од претходно беше пред 2 месеци околу беше представен на репортажа на рускиот национален канал, претходно во Euronews, Yahoo и списание во Италија мотоциклизмо, па и во други медиуми и магазини. Јас предлагам тука да го погледнеме да ја погледнеме најновата репортажа за Охрид и за Македонија во подготвена од француската телевизија ТВ2, па да го погледнеме прилогот и да уживаме во видеото подготвено од нивна страна. Културните и природните убавини на Охрид беа прикажани во рамки на репортажата за Македонија која беше емитувана на утринската програма Телематин на француската телевизија ТВ2. Во рамки на видеото се поместени снимки од најпознатите туристички локалитети на брегот на Охридското езеро, како и други туристички потенцијали со кои располага Македонија. Инаку ова не е прва ваква репортажа за македонскиот туристички бисер. Претходно Охрид и неговите уникатни вредности се најдоа на десетици репортажи од руско, српско, кинеско, англиско, турско и другојазично издание. Пред 2 месеци, природните реткости и цивилизацијските дострели на Охрид, градот лулка на словенската писменост, се најдоа во репортажа на првиот руски канал како дел од емисијата Непланирани белешки на авторот и водител Дмитрий Крилов. Сајтот Euronews објави репортажа за Охрид во која градот е представен како бисер на Балканот, град постар од 5000 години. Во репортажата се раскажува за богатата историја што ја има Балканскиот Ерусалим, истакнувајќи дека многу богатства кои ги крие Охрид се уште не се откриени. Јаху пак во својата репортажа Охрид го нарече тајниот европски бисер за кој не сте чуле. Освен промоција на Македонија на овој начин, многу останати мерки придонесоа за зголемување на бројот на туристите. Субвенциите за туроператори, ефтините авиолетови до Македонија, промоцијата на земјава како атрактивна туристичка дестинација на светските медиуми се дел од мерките кои допринесоа за постојан раст на туризмот во последните години и зголемување на бројот на странските туристи. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во март 2016 година изнесува 44.593, а бројот на ноќевањата изнесува 94.566. Бројот на туристите во март 2016 година во однос на март 2015 година е зголемен за 23,3%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 25,8%. Со зголемувањето на странските туристи во земјава, освен зголемувањето на девизниот прилив по ова основа, се раздвижуваат и останатите стопански гранки, а се реализираат и значајни вработувања. Ристе, можевме да видиме дека навистина многу и убава репортажа направиле, баш убави кадри фатиле од Охрид, се воодушевивме тука со колегите. Се повеќе се унапредува услугата, туристичката услуга на охриѓани, се разбира затоа што навистина имаме голем број на туристи кои што доаѓаат во Охрид, се повеќе странски туристи. Еве кои се новостите, повеќе од било кога се унапредува туристичката услуга на охриѓани. Токму така е ова се повеќе ги имаме странските туристи тука во Охрид, па соодветно на тоа мора да се подобри услугата. Секој си има свој барања и соодветно на тоа и туристичките работници, хотелските капацитети, приватните станови, издавачи, угостителските објекти се подготвуваат да ги задоволат и најпребирливите барања на гостите кои доаѓаат. Сега токму поради тоа јас ја одбрав и оваа позадина зад мене каде што се гледа планината Галичица, прекрасното Сино езеро кој туристите што и најповеќе ги барат. Викендов деновиве тука во Охрид престојуваше менаџментот на TUI Arke-Fly, авиооператорот TUI Arke-Fly, кои што носат тука холандски туристи. Тие се запознаа со условите кои што ги нуди Охрид, рекоа дека ќе ја препорачаат Македонија и Охрид на сите
туристи да ја посетат, да се зголеми тој број, од година во година тој број да расте, но дадоа и нешто како забелешка што треба да се унапреди за да се задоволат барањата на холандските туристи. Тие рекоа дека потребно да се направат повеќе велосипедски патеки, да се искористи потенцијалот што го нуди Галичица за развој на планинскиот велосипедизам, параглайдерството и сите останати спортови што ги нуди Галичица, што има услови за развој на истите. Јас тука предлагам да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме токму на оваа тема. Македонија е поразлична како туристичка дестинација од другите земји по многу работи. Според представниците на ТУИ, тоа се пред се културата, пријателскиот однос, природата, можностите за спортот, типот на возење велосипеди во планина и параглайдинг, но и како дестинација е се уште ефтина за холандските туристи. Жак Рейнер, одговорен за ТУИ во Македонија, истакна дека нивната цел е да им раскажат на луѓето зошто е Македонија добра дестинација да се посети и што се може да се види тука. И ако ме прашате дали можеме некако ние да соработуваме и да ја подобриме соработката, ќе кажам дека да, секако, затоа што холандјаните се заинтересирани за спорт, посебно за велосипедизам, и би сакал да напоменам дека би требало да се направи една велосипедска патека која што би почнала од Охрид до Лагадин и до Пештани, затоа што сепак тие се премногу инволвирани со самиот велосипедизам во Холандија. Кренер додава дека во Македонија многу е зголемен напредокот и развојот на земјата, посебно во поглед на сместувачките капацитети. Зголемен е бројот на мали сместувачки капацитети, како што се малите вили, кои холандските туристи ги обожаваат. Едно нешто се нема променето за разлика од 70-тите и 80-тите години кога станува збор за холандскиот пазар, тоа е таргетот на туристи. Можеме да забележиме дека истиот таргет на туристи сега доаѓа, тоа се нема променето. Но верувам дека Македонија има потенцијал за да развие еден друг тип на туризам, тоа е семеен туризам, каде што ќе се вклучат и децата. На примерот на Португалија, Шпанија и Италија не ги вклучува и децата, но верувам дека доколку тука се направат капацитети во кои што ќе можат и децата да се анимираат, ќе може Македонија да го развие тој тип на туризам, а не да се задржи на истиот таргет на туристи. Екскурзиите од типот на посетата на Свети Наум се немаат променето долги години, меѓутоа се уште се привлечни за туристите. Ќе зборуваме и за друга тема, нема само за туризам. Имено ќе зборуваме за еден охриѓанец кој што успева и се запишува на Филмската академија во Прага, така, и успешно, нели, и докаде, ти ќе ми кажеш докаде е веќе со своето студирање, но јас веднаш кидам со прашање дали кога ќе заврши таму, ќе се врати кај нас. Така, Јован. Треба така да го пофалиме и охријанецот кој се запишал на познатата Филмска академија ФАМУ во Прага. Тој станува збор за охријанецот Антонио Велјановски. Тој веќе го подготвува својот магистерски труд, каде што треба да подготви еден краток филм и да го представи пред професорите кои што предаваат на таа позната и престижна академија. Како што кажа, станува збор за охријанецот Антонио Велјановски, кој што, како што кажа во нашиот разговор додека разговаравме и го подготвувавме прилогот, тој е човек кој што сака секаде да е во исто време, сака да е присутен и тука во Индија, во сите различни делови од светот, но сепак тој вика дека ќе се враќа тука во Охрид, затоа што Охрид е местото од каде што е роден, местото каде што се неговите корени. Како што кажа, станува збор за познатата Филмска академија ФАМУ во Прага, од која што неодамна од пред неколку години е тука и во Охрид, во градот Лука на словенската писменост и култура. Предлагам да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме, разговорот што го водевме со младиот охријанец Антонио Велјановски за неговите планови и чувството како да се студира на оваа позната Филмска академија. Ова е Антонио Велјановски, млад охриѓанец, кому љубовта кон филмската уметност и желбата да ги збогати своите знаења му го трасирале патот до светски познатата Филмска академија во Прага. Вели дека љубовта кон филмот се родила уште од мали нозе, а филмовите Кум на Френсис Форд Копола, Пеколниот портокал на Стенли Кјубрик и Таксист на Мартин Скорсезе биле пресудни да се запише на Филмската академија во Прага. Гледав филмови многу, стално сум бил фасциниран од филмовите. Стално. Ама неколку фактори беа доста битни. Тоа беше францускиот филмски фестивал кој што го организира во Охрид. Исто и можем да напоменам дека неколку филма кои ме едноставно
во тоа време не можев да ги разберам, ама бев толку фасциниран од нив што решив ова е работа за мене. Антонио е еден од ретките македонски студенти на оваа светски позната филмска академија во Чешка. Тој е задоволен и среќен што на студиите сретнал многу познати и признати професионалци за филм со кои имал многу корисни работилници како на академијата, така и надвор од неа. Таа е посебна затоа што има огромна традиција и е посебна поради тоа што се уште се негова традицијата да се снима на филм на 16 мм или 35 мм. И исто е позната по тоа што педагозите што таму предаваат работат во индустријата. Тоа е случај со неколку школи во Европа. Во останатите школи има луѓе кои што снимиле еден филм и само предаваат и не се во тек со работата. Тој оваа година треба да магистрира и во моментов е во подготовка на својот краткометражен филм кој треба да го приложи како магистерски труд. Ни открива дека филмот ќе се снима на почетокот на јуни во Прага и ќе биде македонско-чешка копродукција. Се работи за приказна за еден постар човек кој што е во пензија и е осамен, недавно починала неговата жена и мора да излезе надвор да оди до пошта да си ја земе пензијата и е следен од едно куче кое што е изгубено од една бабичка која што е исто осамена и во суштина кучето го спојува него со таа жена која што ќе продолжи неговиот живот понатака. Антонио за себе вели дека е човек кој што сака да живее на повеќе места, но нагласува дека секогаш ќе се враќа во Охрид, бидејќи филмската работа може да се работи од било каде во светот и за било каде. Ристе, навистина интересно, љубовна приказна во третото доба. Ќе имаме можност да видиме благодарение на Антонио. Се надевам дека некои од кадрите ќе бидат и во Охрид. Не ни најави дали ќе има, ама добро, еве, се уште не е започнат да се снима филмот. Се надевам дека сепак ќе има. Ти благодарам денеска што ни го прикажа од сите можни страни Охрид. Се сврте 360 степени и можевме да видиме дека понеделнички навистина е многу раздвижено кај вас. Што ќе се случува денеска? Што правите понеделнички? Така, како што можете да видите, ето јас пробав неколку страни да ви го представам Охрид, да ви го представам стариот град, Галичица, шеталиштето Чаршијата тука во Охрид, раздвижено е. Веќе ево еден брод тука пред мене со група на туристи се подготвува да исплови да ја направи својата прошетка, така да доста раздвижено како за понеделник. Инаку за денеска се најавени неколку настани тука во Охрид, а како еден од поглавните е тоа што Црвениот крст, општинската организација на Црвениот крст Охрид во соработка со Црвениот крст на Република Македонија ќе организираат едно предавање или обука како треба да се пристапи кон мигрантите, како да се покаже тој хуман однос кон нив. Како што кажав и на почетокот, во Охрид постојано нешто се случува, но ќе оставиме тоа за некои од наредните изданија на Ново во градот, да ги заинтригираме нашите гледачи да останат и да ги погледнат и наредните изданија на Ново во градот. Така е, Ристе, да, ти благодарам. Во петок ни се приклучуваш заедно со колешката Ана Трајчевска, ќе обработиме една интересна тема, живот со попреченост, но сепак да не ни пречи во секојдневниот живот, во секојдневните обврски, но сепак нормален живот. Ти благодарам. Уште еднаш имавме можност, благодарение на колегата Ристе, да ги видиме убавините на Охрид, да ги видиме од сите страни, раздвижено во Охрид, но раздвижено и во Скопје. Понеделнички во метрополата. Ви посакувам убава и успешна работна недела. Една е пред нас. Најновите информации се разбира ги дознавате од телевизија Нова. Утре ви закажувам средба точно во 9 часот на Ново во градот, а ќе мора да бидете со нас да дознаете кои градови ни се јавуваат утре и кои новости ни ги носат. Но дотогаш останувате на оваа фреквенција. Веднаш по мене е колегата Иван Лазаров, кој што е утрово заедно со нас ги подготвува веќе најновите информации за вас. Му го препуштам студиото на него. Останете со нас.